председателе. Почитуван заменик министер, јас уште еднаш ќе ве ухрабрам да се размисли, бидејќи не е голема сумата која што се бара, од исклучителна важност, а се обраќам и до колегите пратеници, бидејќи станува збор за ништо што ние имаме обврска да го направиме, и тоа обврска која што ни е дадена од 3 меѓународни конвенции. Тоа е УНЕСКО-вата конвенција, Рамсарската конвенција, во која што студенческо блато е впишано како природно богатство и добро, и Бернската конвенција, која што исто така се залага за спасување на блатата во светот. 3 реактивни комисии помина во месец април и март оваа година, ги чекаме се уште нивните извештаи, но во првиот извештај кој што е даден од реактивната комисија на УНЕСКО во врска со состојбата на Охрид и Охридскиот регион, вклучително и Охридското езеро, и неминовно со тоа вклучително и студенческо блато, кое што е директно поврзано со благосостојбата на Охридското езеро, во тој извештај, во тие препораки, многу прецизно се наведува дека мора да се внимава, значи прво да се повлече предложениот закон за студенческо блато сега што е во процедура, а второ да се внимава и да се направи точно ова што го бараме, експертска студија за ревитализација на студенческо блато. Значи ние ги бараме овие средства во име на сите загрижени граѓани и организации, во име на природата, во име на УНЕСКОва конвенција, во име на Бернската и Рамсарската конвенција, дека ова мора да го направиме како држава. Значи не е веќе наш избор дали сакаме или не сакаме, мораме. Бидејќи е директна препорака и директна забелешка, а чинам дека проблемот со студенческо блато е спомнат и во неколку други меѓународни извештаи кои што се однесуваат на Република Македонија. Студенческо блато е филтерот на Охридското езеро и имено заради тој статус и таа важност и поврзаност со состојбата на Охридското езеро и на целиот живот во езерото, ние мораме да најдеме начин како да го ревитализираме студенческо блато. Таму има сериозни проблеми, има и дивоградби, има и постари градби, значи сето тоа може да се реши. Никој не вели дека треба да се руши се, но може да се реши. И да се направи еден прекрасен, отворен парк, каде што ќе имаме и туристи, каде што ќе имаме и едукативни содржини и програми, и сето тоа може да се направи со помош на овие 3 милиони и 80 денари кои што ќе направат студија за ревитализација на студенческо блато. Мислам дека тука нема политика, дека тука станува збор чисто за природа и за нешто што ни е наложено од, ако не ги слушаме нашите домашните организации, барем да ги послушаме оние меѓународните, каде што експерти од највисок ранг кажуваат што треба да се направи. Ви благодарам.